Во студиото е доктор Златко Јачевски, темата е алпинизам, планинарење, омилената тема на нашиот доктор. Еверест, Ама Даблам, Ден на планината и состојбата на планинарството, така ќе го ословиме. Кај нас ќе почнеме со последното достигнување, а тоа е искачувањето на Ама Даблам. Добро утро од мене. Да, оваа година, после успехот со искачувањето на највисокиот врв на планетата Земја, Монт Еверест, се охрабрив и некако се организирав да тргнам на една експедиција за искачување на едно од најтехничките планини во свет, се вика Ама Даблам, исто се наоѓа на Хималајскиот масив, во близина на Еверест, и заедно со уште еден мој пријател и колега од Белград се организиравме и тргнавме на оваа експедиција. Планирано беше да го искачуваме врвот од прилика еден месец, но за среќа ни се погодија временските услови, некако се погодивме и како тим и физички подготвени, така да за рекордни 14 дена беше искачен врвот Ама Даблам. Зборувате сите ротации, стигнувањето до... се. Значи, предходно, наместо да правиме ротација на лице место, каде што е тешко да се прави, заради тоа што камповите во кои што престојувате се многу опасни и се на стрмни и каменести, карпести места, одлучивме да се аклиматизираме на една друга планина, таа се вика Елен Пик, која е 6119 метри, и таа искачивме. Тука се аклиматизиравме, се спуштивме потоа во долината, негде на 3700, да се регенерираме, да дишаме малку кислород, и понатаму продолживме на Ама Даблам. Навистина едно прекрасно искуство, навистина многу тешко, захтевно. Најтешкиот момент може би Yellow Tower, како беше од Yellow Tower е најтешкиот сегмент, тоа е една вертикална карпа, околу 20 метри треба да се искачи. Иако доста вежбав, ми се спремавме и мислевме дека окей, ќе се овладаме малку полесно, сепак кога ќе дојдете на Yellow Tower, тука веќе гледате колку сте вие мокен или не мокен. Теоријата е едно, а праксата е друго. Праксата е друго и буквално последните метри се едно психофизичко исцрпување, заради тоа што вие чувствувате дека целото тело секој момент може да ве издаде. За среќа, значи, ја совладавме таа препрека и останатите што следеа, околу 2/3, значи чисто алпинистичко качување по фиксни јажиња, по карпести снежен предел, и последната третина е на снег, со една навистина захтевна тешка вертикала, со ниски температури, но ќе кажам пак, овој пат времето за разлика од Монт Еверест не послужи и успешно се искачивме на врвот, можевме да направиме фотографии, видеа, да уживаме во гледките, веќе беше чисто времето, нормално дуваше ветар, но беше подносливо. Очекувано и без никакви последици се симнавме во базниот камп. Се вели дека симнувањето е исто толку тешко како и качувањето, особено на техничките врвови. Па како поминавте вие надолу? Да, значи кога почнавме да се симнуваме, се погледнавме двајцата и викаме ова е опасно по живот, заради тоа што навистина вие како ќе погледнете надолу, тоа се едни страшни сцени кои што едноставно го будат инстинктот за живот. Но имавме среќа тоа што немаше многу планинари или алпинисти баш тој ден и можевме да се спуштаме со една техника си капзел, да се спуштаме како специјалците што се спуштаат, например, по згради, и на тој начин вие сте побезбедени и може да ја спуштите планината побрзо, отколку да се спуштате со лицето напред. Значи, лесно може да се превртите и да пропаднете во нека дупка или во нека глечерска пукнатина. Ќе се подсетиме на Монт Еверест, тоа е ултимативно достигнување за да има тешки врвови, нема лесен, ниту еден над 8000, ниту еден врв не е, и од неколку метри не е лесен, па да не зборуваме за неколку илјади метри, меѓутоа Монт Еверест е она што секој планинар, алпинист сака да го има во своето CV, во своето портфолио, за да каже дека е навистина она што се представува дека е. Ќе се подсетиме уште еднаш на Монт Еверест и на достигнувањето по кое копњаците. Да, значи Монт Еверест беше, како го ја кажа тоа многу пати, еви тука кога да бевте ексклузивно, ексклузивно и на аеродроме пречекате тоаш. Беше мој долгогодишен план, успешно го завршив, но Ама Даблам и Еверест не може да се споредат, значи се разликуваат по многу параметри. Монт Еверест е животоопасен по
неколку причини. Прво, над 8.000 е зоната која што се вика dead zone и само и од збор го кажува тоа кога сте вие во зона на смртта. Друго, цела оваа сезона имаше исклучително ниски температури, всушност немаше отворен ден за качување, така наречен сами дей. Оваа сезона е со најмал процент на искаченост, баш вчера ми ги пушти официјалните податоци од Министерството за туризам во Непал, каде што само 53% од вкупно аплицираните се искачиле, минатите години било негде над 70. Најголем број на смртни случаи. Кога се спуштив од Еверест, јас бев психофизички, значи, како да кажам, растроен со последици по моето здравје, имав смрзнатини на лице, имавме смртни случаи во нашата екипа. Не се споредува, значи, Еверест со Ама Даблам. Ама Даблам е, да, многу тешка и техничка планина и има случаи кога луѓе што го искачиле Еверест, не го искачиле Ама Даблам и обратно. Еве, јас имав среќа, значи, и веројатно и доста добра физичка и психичка спрема да успеам да ги совладам и едниот и другиот предизвик и за една година да го направам тоа на успешен начин и достојно да презентирам нашата држава. А она што го направивте, ќе го презентирате на Денот на планината, Даре Џамбас, 11 декември. Што ќе се случува таму? Да, на 6 декември, значи, во Даре Џамбас, тоа се наоѓа во центар, зградата повеќе позната како зграда на Црвен крст. Федерацијата на планинари на Македонија ќе организира две предавања, едното ќе биде од Здравко Дејановиќ, кој што направи исто извонреден успех, качувајќи го Кантенгрин, тоа е во Киргистан, исто така многу опасен технички захтевен врв, а јас ќе говорам за Ама Даблам и за Еверест. Исто така ќе бидат додадени и признанија на алпинисти и планинари што направиле позначајни искачувања оваа година од сите клубови во Македонија кои што ги предложиле. Така да сакаме на тој начин да го обележиме Денот на планината, Интернационален ден на планината кај нас во Македонија, но исто така сакам да кажам дека ова може би и најуспешна планинарска година во Македонија, заради тоа што покрај искачувањата од мене и од Здравко, исто така имаше одлични искачувања и Александар Кирковски го качи Ленин пик, во Киргистан бројни искачувања на планинари од различни клубови на Монте Еверест и други врвови на Алпите, но можам да кажам дека трите искачувања на професор Сашко Кедев, тоа се 3 8.000-ници, од кои што два се многу тешки, тоа се Напурна и Нанга Парбат, ги искачи оваа година, така да имаме за што да се пофалиме во областа на планинарството. Докторот е број еден меѓу планинарите во нашата историја. Има многу за сега има највеќе 8.000-ници он искачено и навистина респект за неговите постигнувања. И ете, и отворено ќе го поканиме да биде дел од нашата програма, што најмногу ги интересира оние кои што ќе бидат присутни на овие одбележувања на искачувањата. Зашто се интересираат луѓето кои што не биле или кои што сакаат да одат? Кои што никогаш не помислуваат или оние кои што помислуваат дека сакаат да... Да, значи ова се атрактивни презентации каде што мал број на луѓе на глобално ниво, светски рамки биле таму и пред се сакаат да слушнат личната приказна, кои се предизвиците, кои се ризиците, да видат убави слики, фотографии и така натака. Едноставно, ние ќе се потрудиме да го доближиме тоа што сме го доживеале со нашата публика. Секако доаѓаат и роднини и пријатели кои што сакаат да ни спочитуваат и секако да ја слушнат нашата приказна, но во главном тоа ќе бидат планинари кои што, еве, можеби тоа ќе биде нивни подстрек за понатамошни успеси и што ја мислам дека ќе биде така, заради тоа што повторно многу пати сум кажал, ние навистина имаме одлични планинари, едноставно треба малце ветер во грб, поддршка можеби од државата и од фирмите, приватниот сектор за нивни охрабрувања да тргнат по повисоките стапки. И што ќе се случува 2024-та, особено во оваа сфера од живењето, неблагодарно да се прогнозира и да се најавува, меѓутоа некои од планинарите и алпинистите и не сакаат да кажат каде ќе одат, меѓутоа ете, имате ли некаков план, некаква програма? Па да, секој од нас има некаков план програма, тој план програма се работи, пак ќе кажам, многу темелно, со повеќе чинители, пред се финансиски аспект, менаџирање со време,
психофизички, здравствен аспект, мора да се вежба во континуитет. Така да, се надевам дека секој од нас што имаме индивидуални планови, а високи се, бидејќи знам за мене и за другите со кои што се дружаме и разговараме, дека ќе изредуваме македонската јавност и до година. Тоа беше Златко Јаќевски, доктор Златко Јаќевски, планинар, алпинист, како сакате повеќе, планинар или алпинист? Малку е различно? Па, зависи од терминологијата. Например, алпинистите во Франција и во Италија викаат оно што користи цепин и дерези е алпинист. Така да ние користиме се и може да биде тоа комбинација од планинарски алпинизам.